Ако модите нагости на Битолчанец, ќе воднес или на Пелистер или на Тумбе кафе. Ако модите нагости кај Полепчанец, можда на Маркукуле. А ако модите нагости на Нашинец во Австралија или во Мелбурн, ќе ве донеси баш на ова место овде во преубавиот Докленс, на реката Јара, која се наоѓа овде во самиот центар на Мелбурн. Баш така ќе ве донесат тука на ова место во централен Мелбурн, али ако имате среќа можете ја видите и најпознатата плажа, така наречената Сент Килда, која е вистински рај и магнет за голем број на туристи, претежно за време на летната сезона, која доста потсеќа на славната Бондај плажа во Сиднеј. Луѓето кои биле во Сиднеј знаат точно за која плажа тука станува збор. Местото не е на одмет да се посети пред се тие познати европски ресторани и кафетери кои ги има многу, а за тие кои сакаат да се капат со оглед на тоа што сме јуни, знаете, јуни е еден од најладните месеци во Австралија, ќе мора да почекаат за некој потопол месец, пошто лето на северната хемисфера значи зима на јужната. Ние се враќаме тука во Мелбурн инаку после негде 4-5 години од плика и со сигурност можам да кажам дека доста работи не се веќе исти. Мелбурн заедно со Сиднеј се двата најголеми економски центри во државата и се оддалечени негде отприлика 1000 километри еден од друг, што значи ако возите потребни ви се околу 10 на сати со кола, а ако се патува со авион, тогаш нешто повеќе од 1 сат. Како што веќе спомнав претходно, моментално сме јуни, а овде заедно со Камбера се двете најладни места во Австралија, значи Мелбурн и Камбера. Во најладните зимски денови температурата знае да биде неколку степени над или под нулата, што значи дека доколку планирате некој пат да го посетите Мелбурн, не заборавајте да си земите со вас добра, топла облека. Инаку, што да се каже друго за Мелбурн, освен дека е преубав град, изгласан е негде 7-8 пати поред за еден од најдобрите градови за живење во Австралија и во светот. Нормално, мислам дека се работеше негде за 12-13 место секоја година, поред негде 7-8 години пред тие 10 на европски градови на чело со Виена. Мој впечаток е дека инфраструктурата е далеку подобра од таа во Сиднеј. Во овој град се доселиле мигранти од скоро целиот свет. Има доста европијани, што значи дека го има тој европски шмек, а доста ме потсеќа на некој град од Централна Европа, како Будимпешта, како Прага и така натаму. Освен одличната мрежа за јавен транспорт, која е доста ефективна, функционира низ целата територија на Мелбурн, постои одредена зона од централното градско подрачје каде што превозот е апсолутно бесплатен во тие познати мелбурншки трамваи. Значи една тотална хармонија, али барем до овој момент сега. Сега шофајде дека бил изгласан 7-8 пати за најдобар град за живење, шофајде дека го живел тој европски стил и шофајде дека луѓето живееле во хармонија кога Австралија и Мелбурн не се поштедени од тие светски глобални кризи. Почнувајќи од циркузот, така наречен COVID, па се до денес со неновите земјотреси со инфлацијата и наглото покачување на цените во државата. Цените во Австралија се покачени апсолутно на се. Почнувајќи од основните продукти во супермаркет, цените на горивото, цените во угостителството, цените на превозот, на кафето, на ручек, на вечер, ама апсолутно буквално на се. Каматните стапки нормално се исто така зголемени, што значи дека некои од луѓето со кредит во рацете се приморани да ги рефинансираат тие нивни постоечки долгови. Има луѓе во Австралија кои се во сериозни финансиски проблеми само поради моменталната ситуација која датира од тој COVID период. Некои изгубиле работа, кај некои се затворила фирмата, некои го намалиле персоналот и почнале да работат од дома и така натаму и така натаму. Изгора на се шлагот инфлацијата и енормното покачување на цените во државата. Лудо. Во врска со платите и примањата, минималната плата во Австралија е веќе покачена со тие неверојатни 5,2%, а и пензиите исто така му ги покачија на пензионерите со негде $150 годишно, што значи се сведва на тие неколку долари екстра неделно. Пензионерите сега се во ситуација просто да не знаат кај да ги потрошат тие екстра неколку долари во неделата.
Така да се работи за смешни суми и испаѓа дека минималната плата во Австралија никако не може да се носи со постоечката инфлација која јади се живо. Рака на срце, од друга страна, морам да спомнам дека австралиската влада издвои голем дел на финансиски средства за време на COVID периодот, односно доста суплементи, претежно за луѓето кои си работеа приватно во земја, луѓето кои има свој бизнис. Значи државата одвои средства да ги помага, да ги поддржува тие бизниси, од проста причина дека тие истите стагнира и сето тоа не беше по нивна вина, така да морам да кажам дека австралиската влада е за пофалба, но со овие 5%, 5, нешто кои ги покачија тие минимални плати и дотелувањето на пензионерите со 2, 3, 5 долари неделно, мислам дека е повеќе од смешно. Сега, со тие суплементи кои ги доделуваше австралиската влада, дури се постигна некој контраефект, што значеше дека за некои луѓе беше добро, а за некој не беше во смисла на, мислам, пари се пари, али во смисла на се намалија работните, имаше голем недостиг на работна снага. Доста луѓе останаа дома, примија доста голем број суплементи од владата и останаа дома. Кој би одел на работа ако има примање со седење дома? И доста од тие бизниси кои не можеа да најдат работна снага се пожалија, пред се обвинувајќа владата дека издвои премногу средства за државјаните на оваа земја. Друга работа која приметивме беа сите овие затворени кафетерии и ресторани, дел затворени, дел празни, ама она потполно празни, затворени пред се поради недостигот на работна снага која најчесто беше од надвор, односно најчесто студенти работеа во австралиското угостителство. Знаете дека доколку студент работи, нормално газдата ќе му плати помалку и тие беа таа движечка сила на угостителството во Австралија. За време на тој COVID периодот, овие сите студенти ја напуштија земјата и се вратија назад во своите матични држави. Движечката сила, веќе како што веќе спомнав, беа тие студенти од надвор кои работеа во овие ресторани и со некоја паричка која тие ќе изваја си ги помагаја своите студии. Сега со цел да се врати таа работна снага во овие угостителски објекти, во овие кафетерии, што се деси, една од владите на овие 6 држави овде во Австралија, односно државата Западна Австралија, угостителството го стави во листата на барани професии. За сите луѓе кои планираат да дојдат во Австралија или имаат намера да се вратат ако биле порано во земјата, можат да избираат угостителство како една од бараните професии во Австралија. До вчера на таа листа се бараја архитекти, се бараја доктори, али сега се бара на таа листа исто така е ставено и угостителството. Замислете, Австралија иди до таја мера да на своите барани професии го става угостителството, како да нема овде работници да работат во кафетери, така да тие се одлучија да барат и да привлекуваат луѓе од надвор. Значи, беа приморани на било каков начин да бараат било каква солуција за да привлечат работна снага во земјата. Значи, вака некако изгледа сите овие промени кои се случија во Австралија и австралискиот живот во последните неколку години, почнувајќи со тие светски кризи, а во последно време и инфлацијата и покачувањето на основните продукти кои беше енормно на 12, 13, 14%. После тие основни продукти следуваше и горивото, нарочито веќе ви дам еден пример, пред 2 недели тој бензин од 98 октани од $2 се покачи на 2,50, што значи добри едни 20-25%. И то не е се неува дека ќе има и ново накнадно покачување од 12, 13, 14% на тие основни продукти и на се останато, и се постава прашањето каде е крајот, и ситуацијата е далеко од розова. Толку за денеска, ве поздравувам и се слушам и се гледаме во наредно видео.